Трето коло од Лига шампиони, пречекуваме шампиона Германија, екипата на Кил. Сите знаеме со каков противник треба да се судриме и мислам дека е крајно време нашата екипа Еврофарм Пелистер да се покаже во едно поинакво светло и да после надпреварот бидеме сите задоволни од одиграното како стручен штаб играчи и така и битолската јавност. Јас со сигурност ви тврдам дека Еврофарм ќе ги исполни сите цели за оваа сезона. Имаме комплетно нова екипа и ни треба време и мислам дека за брзо време ќе го покажеме нашето најдобро светло. Мислам дека ова е надпревар, мислам дека ќе извадиме максимум од екипата и мислам дека добро ќе се спремиме за Кил да се спротивставиме и да се прикажеме во најдобро светло до сегашните надпревари што ги имаме играно. Од анализа на надпреварите против Загреб, во Загреб и со надпреварот помеѓу Кил и Сегед, видовме дека играат, преферираат тој модерен европски ракомет, динамична игра, така да мислам дека ќе пробаме да наметнеме темпо на игра на нас што ни одговара. Значи мора да играме доста трпеливо во напад, до 100% шанса и воедно така ќе спречиме нивна брза игра. Мислам дека Еврофарм Пелистер ќе оди само во нагорна линија. Значи одигравме 2 надпревари од домашно првенство и мислам дека добро ни се доедени пред овој надпревар со Кил, малце да играчите осетат малце и задоволство на победа и на добра игра и мислам дека е прашање на денови кога ќе проработиме. Kil je Kil uvek i biće i mislim da ne treba da uđemo u utakmicu sa nekim velikim poštovanjem zbog toga, zato što su oni svetska ekipa i osvajali su mnoge titule. Mislim da treba da damo maksimum, da se borimo do kraja i da probamo da izvučemo neki pozitivan rezultat ako je to moguće. Naravno, pred domaćom publikom koja je sigurno jedna od najboljih u Evropi ili na svetu u rukometu, tako da mislim da treba da uživamo da što igramo protiv tako velike ekipe, ali da ne uđemo sa nekim prevelikim respektom, nego da se borimo do kraja. Каков тип на надпревар очекувате? Дали тоа да биде дуел на црсти одбрани или пак видовме дека Кил игра често надпревар на големи бројки и на многу голови? Pa jeste, oni dosta trče i polukontru i kontru, ali mi ćemo se truditi da sprečimo te kontre njihove i da budemo što čvršći u odbrani i da mi možda čak probamo da postignemo neke lake golove protiv njih, ali nadamo se da će utakmica biti dobra, lepa za gledanje i da će biti uživanje prvenstveno igrati, a posle i gledalcima da gledaju. Sigurno i njima treba vremena da se uigraju, ipak su došli novi igrači u sastav nego prošle sezone, neki su otišli, neki došli tako i kod nas isto. Treba će nam vremena sigurno još malo da se uigramo, tako i njima, mislim naravno, svi su pobedivi, niko nije nepobediv, nadamo se najboljem i potrudit ćemo se, što sam rekao i malo pre, da odigramo što bolje utakmice protiv njih. Pa sigurno da nije bio lep osjećaj izgubiti prvenstveno 2 utakmice protiv Vardara, prvu u Superkupu, drugu u Ligi, ovo za Ligu šampiona, naravno, znali smo protiv koga igramo, nismo bili dovoljno agresivni u tim utakmicama, analizirali smo i znamo kako treba da postupimo na sledeću utakmicu, ali radujemo se ovim pobedama u domaćem prvenstvu, to nam je značilo puno i za slačionicu i za ekipu ovako. Atmosfera je dobra i željno iščekujemo da igramo protiv Kila. Да, добро почнавме Салбург, добро го отворивме надпреварот, но ето дали може некој неискуство се каже што многу лесно дозволивме да оди на плюс 7-8 таа утакмица од избрзани шутеви, слободно може да се каже од недоволна концентрација и неискуство. Па сепак, се уште сме во месец септември, каде што е почеток на сезоната и нив им треба сигурно време за да дојде до таа форма посакувана што сака да име како и во домашното нивно првенство и во Лигата на шампионите.